Реформските закони за јавната администрација и административните службеници кои се дел од Европската агенда поминаа на седница на собранието. Министерот Горан Минчев во образложението претходно рече дека со тоа ќе се придонесе за професионализација на јавниот сектор, а тврди и дека ќе се прекине со партизацијата на администрацијата. Вработувањата ќе бидат врз основа на заслуги, а не на познанства, рече Минчев. Прво, тоа е професионализација на јавниот сектор, што значи дека тоа ќе се овозможи секој конкурс да биде јавен. Институциите ќе бидат обврзани на целосна транспарентност. Селекцијата ќе се врши низ три јасни поверливи фази: административна проверка, тестирање и интервју со утврдени кандидати и критериуми, борба против партизацијата кој е еден од главните фундаменти, со јасни ограничувања на дискреционите овластувања со строги правила, го прекинуваме просторот за партиски и неформални вработувања во јавниот сектор. Опозицијската СДСМ со критики велат дека законите се конфузни и нема да ја подобрат состојбата на вработените во јавниот сектор, а наместо да ја запрат, отвараат простор за уште поголема партизација. Самиот предлог закон е конфузен, нејасен, контрадикторен и во поголемиот дел со ништо не ги оправдува целите поради кои што е изготвен. Уште повеќе, одредени состојби во предлог за се влошени од аспект на правата на административните службеници. Самиот закон има многу недоречености што ќе отвара можности за коруптивен ризик и партизација наспроти компетентност и мерит систем. Воедно пратениците усвоија и 4 закони за дигитална трансформација со европско знаменце. Министерот Стефан Андоновски истакна дека со Законот за безбедност на мрежни и информациски системи првпат во државава се воспоставува законска рамка за регулирање на сајбер безбедноста, што ќе значи значаен исчекор кон дигиталната иднина.